најмногу не заинтересира затоа што детската литература во Македонија сметаме дека не е доволно застапена и баравме некоја интересна книга од различни држави во светов и Гюлша Хеликберг беше во тоа време кога објавивме книгата беше многу популарна во Турција и ден денес е. И има еден интересен факт за оваа книга, во заседите на Медуза се одвива најчесто во подземниот резервоар за вода во Истанбул, кој што е изграден од Јустинијан, а Јустинијан е роден во Македонија и тоа е една интересна вака нишка што не поврзува. И така една интересна приказна за деца за која што секако сега ќе позборуваме повеќе на оваа промоција. И многу сме поврзани ние со турците како нации, како културно, имаме споделена културна вредност, имаме исти обичаи, имаме иста психологија со нив и затоа мислам дека е многу интересна оваа книга и писателката Гюлша Хеликберг да се преведе на македонски да се прочита. Покрај тоа што сме далеку, сепак сме некако многу блиску. Ќе ни кажете за која издавачка куќа станува збор и колку често одлучувате да преведувате дела на странски автори? Станува збор за издавачката куќа Батапрес од Скопје. Објавуваме почесто странски писатели. Да речеме од некои 30 на книги што ги објавуваме годишно, 20 се странски писатели, а околу 10 се македонски писатели, значи објавуваме и македонски и странски писатели. Немаме некоја, како да кажам, нишка кон која што се водиме, да речеме само странски писатели, туку имаме комбинација. Да, комбинација. Имаме и македонски писатели, имаме и детска литература и за возрастни. Бидејќи авторката кажа дека ова е второ нејзино дело преведено на македонски јазик, дали вие го преведовте и првото дело? Не, на македонски јазик ова е прво дело преведено. Можеби, претходно има напишано книга на турски јазик, меѓутоа ова е првата книга што е преведена на македонски. А дека во иднина ќе имаме и втора книга, секако ќе биде преку нас објавена.